Па очигледно е прво дека после 13 години, кога ќе ти ја украдат победата, а бевме пред победа, покажавме дека она што Врховниот суд го даде како нападствие, докажавме дека нема дело, дека не е предизвикана штета и се покажа дека уште во 2007-та дека оние кои го нарачаа делото најдоа своји соработници во обвинителството и во судството. И затоа дебело ги наградија. Значи, во 2008 година почна да гради кариера тогашната судика Маркудова, која по нарачаната пресуда се вивна во метеорите, како метеор, отиде, стана судија на Уставниот суд. Обвинителот кој беше во тоа време непознат за пошироката јавност, Петар Аневски, како награда под наводници за сработеното, стана председател на судскиот совет, на советот на јавни обвинители. Значи, многумина градеа кариера на дело кое не постоеше. Но на крајот има разлика, има кај нас сепак задоволство дека во нерамноправна битка успеавме да ги победиме овие кои во дадениот момент воспоставија еден систем кој за жал се уште функционира. И затоа во мојот завршен збор реков, ова што го правиме пред јавноста, давам пред се јас скромен придонес со овој предмет како може во неколку дена со сериозна анализа на овој предмет 5 суди и 5 обвинители веднаш да бидат прочистени, да покажеме на дело како може да функционира ветингот. А од друга страна мислам дека сите оние кои се борат за правда им даваме дополнителен мотив овде да ја бараат правдата. Ние 13 години овде се боревме за правда, а не од Будимпешта или од Атина да чекаме да застари делото.